Општина Велес ја одбележува 70 годишнината од неговото ослободување. На свечената седница по повод празникот се одбележаа 70 години напорна работа и развој на општината во сите сфери. Во изминатиот период во Велес се градеа нови патишта, се гради нова фабрика преку која ќе се врати индустријскиот сјај на Велес, а се изгради и нова театарска зграда во која новите генерации на актери на достоинствен начин ќе чекорат постапките на доајенот на драмската уметност Петре Прличко, истакна градоначалникот Славчо Чадиев. Долг е списокот на реализирани проекти, но оваа говорница нема да искористам за да давам моќ за сработеното. Затоа има друго време и друго место. Овде само сакам да ставам акцент на објектот што представува раскрсница во културното живење на Велес и на Велешани. Изградбата на новиот објект за потребите на Велешкиот народен театар. Историјата на театарот во Велес отвара нова историска станица. Отвара хоризонти за нови театарски достојби. Можност во Велес да гостуваат реномирани светски театри, да служиат во разградите на Македонската филхармонија, опера, балет, да се поставуваат музики и технички софистицирани културни настави. На свечената седница во знак на исклучителен допринос во одредени општествени сфери беа доделени деветоноемвриските награди. Носители на деветоноемвриските плакети годинава се ансамблот Керамичар, заменик министерот за култура Драган Неделковиќ и министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, која целосно ја даде својата поддршка за изградба на новата театарска зграда. Оваа награда е големо признание за сите нас, за заложбите што Министерството за култура ги реализираше во изминатиот период во насока на збогатување на културната понуда на градот Велес и негување на неговите културно-историски знаменитости. Наградата 9 ноември е потик повеќе и во иднина со поддршка на владата на Република Македонија и се разбира со вашата поддршка да продолжиме со посветеност, енергија и љубов да го напредуваме развојот на сите сегменти од културното живење на градот Велес, кој е непресушна ризница на македонската култура и традиција. Добитници пак на наградата за животно дело Гемиджи се истакнатиот невропсихијатар доктор Јордан Јовев и акторот Јордан Витанов, кој во својата актерска кариера има одиграно во повеќе од 70 представи. Кој сакам да упатам апел до моите сограѓани, никогаш да не ги заборават своите корени и својот град, да му помогнеме, да ги вложиме, како што реков во нашиот театар, сите наши дарби во развојот и днината просперитетот на нашиот град, затоа што друг град немаме, тој ни е единствен Велес. Актерската награда за животно дело Петре Прличко ја понесе Александар Георгиев, доајен на велешкото актерство кој годинава слави 50 години кариера. И морам да признам дека оваа награда ми е посебно драга, заради тоа што доаѓа од, така да речем, еснакот, од актерите, од Сдруженијето на драмските уметници на Македонија, од мојот роден град и најмногу да се заблагодарам на прекрасната велешка публика, која што во овие 50 години заедно со мене, не подреше мене и моите колеги во услови, како што сите знаете какви беа. Иако температурите знаеа да бидат испод нула, во салата тие заедно со нас упорно издржуваа. Велес има најубава публика и најсофистицирана и заради тоа сакам најмногу да им се заблагодарам нив. Наградата за најдобар студент, професор доктор Ѓорги Шоп Трајанов, ја доби Кирил Дончов, студент во 3-та година на Филозофскиот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи. Воедно на свечената седница беа доделени 9 ноемвриски благодарници и признанија на граѓани кои допринеле за развој на општина Велес.